Драги гледачи, ново видео, нов предизвик. Овој влог ќе биде посветен на биохакинг. Моментално возам на кај Криво МК во хотел Русија, каде што ќе направам 5 мокни биохак терапии. Тоа ќе биде тренинг со дополнителен кислород, криосауна, ледена бања, магнезиумска бања и инфрацрвена терапија. Одиме да видиме што ќе се случи. Тоа е биохакерот. Сега ќе вида што е тоа. Еј! Ало! Биохакинг е уметност и наука за оптимизирање на телото и умот, каде што се користат најнови технологии, терапии и навики за зголемување на енергијата, побрзо закрепнување и за подолг и поквалитетен живот. Целта е едноставна, да се трудиме секој ден да бидеме подобра верзија од себе. Прво почињам со ледена бања. Моментално мислам дека е 1 степен. 1,4 степени. Идеме. 1,4 степени. Косам. Ке 70 на минути, водава е 1,4 степени. Ладно е, клочам, ама првите 5-10 секунди додека влезеш, најбитно е да си смирен, полека да дишаш, да се сконцентрираш, да се фокусираш. Екстремно ладната вода го тренира телото и умот да останат смирени под стрес, што доведува до подобра циркулација, посилен имунитет и железни нерви. Малце сум се наежил. Пошто е ладничко. 20 минути скоро на 1 степен е водава. 1,4 точно. 20 минути мислам е сасвим доволно и следно треба да идам на инфрацрвена терапија. Малце црвен сум. Ама добро, нормално, ладна вода. Се пресоблакам на брзина и идам на инфрацрвена терапија, таму треба да видам скроз гол, нема да го снимам тоа, само почетокот. Од ладно ништо не осеќам на тело. Црвената светлина оди длабоко во клетките и ја полни енергијата на митохондриите. Резултат – поздрава кожа и повеќе Три фичо, малај фичо, побеги свит. Дмрлада, 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 дам. Ладно ти е, бе? Па, ти од прва сакаш да ми го поминеш рекордот. Не иде тоа така, бе, Филипе. Јас седев пола сат, ама прво седев 2 минути, па 5 минути, па 10, па 15, па 20. Чекај да видам. И тоа беше 1 степен. Прошлиот пат на 6 степени се. Јас седев 30 минути на 1 степен, 1,5. Чекај да видиме рацете. Па не се позна дали ти се пели. Ако сум оспал едно 2 сати, кога дојдов дома бев мртов гладен. Прво се најадов и легнав да спијам. Тоа е зашто бидејќи телото за време на ледената бања, во мојот случај денес 20 минути на 1,4 степени потрошило околу 500 калории, обедувајќи се само да се затопли. Метаболизмот премногу се убрзува и тоа трае и неколку сати после ледената бања. После екстремен студ, телото влегува во фаза на обнова и закрепнување. Затоа се осеќаш релаксирано и поспано. Не се препорачува тренинг после тоа. За бајле не стигнав да извежбам, така да тек утре ќе правам некој тренинг. Иначе, одлично се осеќам. Вечер уште една тура спиење и утре ќе видам како нов. Нов ден, нови предизвици. Ај добро утро на сите, спиев едно 8,5 сати, правам едно кафе на брзина и треба да имаме еден онлайн состанок за 30 минути. Да завршам состаноков, па можда ќе јадам нешто малце, па после тоа ми е план да направиме еден тренинг, бидејќи покасно веројатно ќе треба да искочам.
Со станокот е завршен, идам да направам футурива бол, па после ми е план да извежба. Малини, вишни и боровници, ладни од фрижидер. Смрзнати, па ги ставам во фрижидер за да бидат ладни, пошто се многу поубави и поосвежителни. Една сецкана банана за Brain Booster. Една доза Slim Booster Plus, бидејќи ми го згуснува ради псилиумот, не ради друго. И погуста и поубав на вкус. И плюс тоа го забрзува метаболизмот. 200 грама грчки јогурта следно и се меша убаво. Како изгледа измешано. Сега на ова се додава една лажица путер од лешник и се дроби едно футурива колаче. Во футурива болот е готов. Ненормално е добро на вкус. Без разлика кога и да ми е првиот оброк, стално ми е футурива бол. Многу добар вкус. Нереално добар вкус. Секој ден на двај чекам да се јадам ова. Многу битна работа е малините, вишните и боровинките да се ладни. Значи, замрзнати, ги ставате во една голема посуда во фрижидер и треба до околу 6 сати им треба за да се одмрзнат и да бидат ладни и после се содржават да бидат ладни. Така да ги ставате во фрижидер и така ги чувате, бидејќи е многу поосвежително ако се ладни, а одмрзнати. И друго е многу лошо ако се замрзнати, не се јадат. Да го изедам ова, ќе поработам уште саат време и најверојатно ќе извежбам. Не знам што ќе вежбам, секој ќе биде нешто full body. Најверојатно ќе почнам со пропаѓање изгибови, суперсет со дополнителна килажа. Ќе направам уште некоја вежба и после тоа може да мавам во вреќе едно 10 до 15 минути. Почнувам со тренингот. Првата вежба ќе биде суперсет, пропаѓање со згибови со дополнителна килажа. Ама првиот сет го правам со сопствена килажа, без ништо дополнително, за да се загреам меце. Направив еден сет, сега ќе додавам килажи, ќе направам уште 3 сета укупно, односно супер сета. Пропаѓање со згибови со дополнителен теверајот. Прво почнем со 10 кила, па ќе идам до 20 веројатно. Направив 5 сета укупно, значи првиот беше без килажа, па направив 3 со килажа и на крај уште еден без килажа, односно супер сета. Пропаѓање со згибови. Следна вежба ќе правам
Стоечки наизменично, Арнолд прес со бучици за рама. Ќе направам 4 серии од оваа вежба. Направив 4 сет укупно. Следна вежба е реверс ланџ со бучици, односно на македонски би му дошло чекор наназад за нозе, наизменично една па друга нога. Ќе направам и од ова 4 сета и полека ќе накачувам секој сет килажата. Направив 4 серии искорак у риквер, што би се рекло. Следно, ќе имам 10 минути во вреќа, попростамин. Пушташ таймер 10 минути, ставаш рукавици и маваш доека не почне да пишти. Ајде да почне. Нема тоа рунди-мунди. Се става, се види колку ти држи газот. Десет минути завршено. Следно е мала пауза. Правам едно 4-5 минути пауза и планирам да направам 53 пам бърпис. После тоа малце стомачни, изтегање и тоа е тоа. Еве дека сум мало да видите. Идемо со 53 пам бърпис. Направив и 53 пам бърпис, тоа се вкупно 50 бърпис и 150 склека. Ќе направам 5-6 минути стомачни, си истегам и тоа е тоа. Завршив со тренингот, идам на брзина еден туш да удрам, па треба да идам на ручек кај моите. Идам на ручек, ќе дам некоја парче месо со салат и зеленчук најверојатно. А после тоа морам дома да се вратам, имам некои кампањи да средам, малце да одморам и од 8:30 имам состанок со партнеров. Со одморив малце, завршив уште некои работи, возам на последниот состанок што ми е за денес да го завршам и него. И тоа е тоа. Тоа што сав да кажам е дека имам денес многу енергија за тренинг, веројатно, пошто ми се скроз опоравени мускулите, направив прилично јак тренинг, имав сила и да идам и да истрчам и плюс уште нешто да направам, ама не се форсирам. Така да заврши со станоков и ќе си дојам дома, па ќе си легнам порано да се одморам.